Додека се договараат директорските позиции, мандатарот Мицкоски најавува кратење на институции и позиции во администрацијата. Дел од работите ќе се случат во првите 100 дена од функционирањето на новата влада. Не откри точно кои институции ќе згаснат, но она што се знае дека во здравството повеќе нема да има економски директори, ќе се намали бројката на пратеници, а ќе се укини позицијата заменик. Исто така ќе отпочне процесот со што стотина функционери ќе биде помала администрацијата. Исто така можам да ви кажам дека се работи и веднаш по формирањето на владата ќе почне да се работи на уште едно ветување кое што е заедничко со идните коалициони партнери, а тоа е еден клинички центар, што значи дека ќе имаме уште 50 функционери помалку. При формирањето на управните одбори имаме согласност таа бројка да биде за 20% намалена од таа која што беше до сега. Следен чекор е укинување на позицијата онаму каде што постои заменик и нормално уште еден чекор, тоа е бројот на намалување на пратениците во парламентот. И во предизборната програма на ВМРО-ДПМН пишува дека ќе се разгледува можноста за укинување на позицијата заменик директор. Во описот стои дека со тоа ќе се зголеми ефикасноста на работата во институциите, а ќе се намалат и непродуктивните трошења. Пишува и дека за 10% ќе има помалку јавни институции. Дозволете да ви изненадиме пријатно, да не бидат 10%, да бидат повеќе. Паралелно за само неколку дена се предложи и се изгласа закон со кој ќе се воведат нови, но и ќе се направи реорганизација на дел од постоечките министерства. Но останува да се види дали со најавата за згаснување на некои институции и позиции од една, а со формирањето на новите министерства од друга страна, бројката на вработени во јавниот сектор ќе се намали, нешто за што со години се зборува, или пак ќе порасне.